Добар ден на сите, ви благодарам што дојдовте. Денеска Македонска енергетска асоциација на дневен ред ќе го разгледува енергетскиот биланс за 2016 година. Енергетскиот биланс е документ што го носи Министерство за економија. Ја користам приликата да се заблагодарам на Министерство за економија за соработката. Практично енергетскиот биланс е документ кој што ги содржи целокупната потрошувачка на сите енергенси во државата за 2016 година, од друга страна ги опишува и консументите, односно потрошувачката на таа енергија. Во енергетскиот биланс за следната година ќе нотифицирам само неколку бројки кои што мислам дека се важни, а доколку има интерес ќе дискутираме и повеќе. Јасно е дека вкупната потрошувачка на енергија е предвидено да се зголеми 4%. Во енергетскиот биланс се опфатени сите енергенси, значи од нафта и нафтени деривати, електрична енергија, понатаму газ, биомаса и останатите типови на енергии кои што се користат во Република Македонија. Во структурата на енергијата 50% отпаѓа на извор, значи како извор на финална енергија, 50% отпаѓа нафтата и нафтените деривати, 31% е електричната енергија, додека 9% е биомасата и сите останати енергенси се со помал процент застапени. На страната на потрошувачката имаме најголема потрошувачка во сообраќајот, тоа е 32%, 29% потрошувач на енергијата и индустријата, 25% домаќинствата и сите останати чинители, значи, после тоа. Практично, мислам дека е важно да се спомене дека предвидена е зголемена потрошувачка на електрична енергија од 4%, зголемена потрошувачка на нафта и нафтени деривати од 3%, и она што е тренд и е јасно нотифицирано во енергетскиот биланс дека имаме континуирано зголемување на потрошувачката на гасот, што го цениме како исклучително позитивно. Зошто? Затоа што цениме дека гасот е еколошко гориво и како такво, значи, мислам дека треба да биде колку што е можно позастапено во како енергенс кој што ќе се троши во Република Македонија. Посебно ја поддржувам иницијативата да гасот дојде до домаќинствата, каде што цениме дека е најекономичен за потрошувачка, односно најекономичен за употреба. Сите сте вие свесни дека во западноевропските земји, во сите земји каде што има висок степен на гасификација, практично во домаќинствата гасот се користи секаде онаму каде што е потребен извор за топлина, без разлика дали станува збор за грејење, топлење на вода или било кои други потреби каде што, значи, треба енергијата да се трансформира во топлина. Не е економично е користење на електрична енергија за грејење или за готвење, топлење вода или било што останато. Практично тука цениме дека треба да се развива, значи, гасификацијата на Македонија и тие проекти се исклучително добри и важни и како такви Македонската енергетска асоциација секогаш ќе ги поддржи. Мислам дека исто така е важно да се напомене дека обновливите извори на енергија секоја година заземаат се поголемо учество во енергетскиот биланс, односно во производството на било каков тип на енергија, посебно во делот на електричната енергија. Оваа година, значи, некаде околу 16% од енергетскиот биланс, односно финалната енергија отпаѓа на обновливите извори на енергија. Тука мислам дека треба да се потенцира дека новите обновливи извори на енергија заземаат се поголем процент, а тоа се малите хидроелектрани, фотоволтаиците, ветерните електрани и биомасата.